Екипата на Тетек загуби во дербито на петтото коло на втората македонска кошаркарска лига на домашен терен од екипата на Академија ФНП од Скопје со 68-84. Тетовските кошаркари пропуштија убава можност со победа да се иззамнат со водњански лисици на делба на втората позиција на второлигашката табела. Кошаркарите на двете екипи одиграа иззамнето прво полувреме, кој им припада на гостите со минимални 38-37. На стартот на вториот дел домашните играчи со серија од 7-0 дојдоа во водство од 6 поени разлика, но тука застанаа. Кошаркарите на Академија ФНП возвратија со 11-1 и го превзедоа водството, кое успеа да го задржат до крајот на надпреварот. Александар Ѓорчевски беше најпрецизен во домашниот состав со 19 поени, додека кај гостите Павел Јосифовски постигна 18 поени. Одигравме многу лош надпревар. Не знам што да кажем, после еден ваков пораз, очекувавме после победата у Соколи у Скопје, очекувавме некоја сигурна игра, очекувавме и победа, меѓутоа не најдоа некако психички неспремни, не можевме да одиграме ништо, не погодивме ништо. Се покаже екипата на ФНП доста спремна, доста квалитетна. Мислим дека Тетекс така не одиграла во последни 10 години вака лошо. Се надевам дека ќе се поправиме за наредните надпревари и дека ќе надокнадиме овој пораз. Идното коло во втората кошаркарска лига на програмата ќе биде полошкото дерби помеѓу Гостивар и Тетекс, а надпреварот ќе се одигра во спортската сала Младост во Гостивар. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска забележа нов најдобар пласман во кариерата, во конкуренција на двојки. Тетовката на најновата ВТА ранг листа напредуваше 7 позиции и од 136-тото место сега е на 129-тата позиција во светот во оваа конкуренција, со вкупно 539 бодови. Во поединечна конкуренција Ѓорчевска имаше напредок од една позиција и сега е на 205-тото место со 266 поени. Следна активност за нашата тенисерка ќе биде настапот на исклучително силниот турнир во Дубај, кој е со награден фонд од 100.000 американски долари. Вечерва ќе се одиграат надпреварите од последното коло на АД половината на фудбалската лига на шампиони. Возбудување од надпреварувачки карактер ќе има само во групата Б, со оглед на тоа дека 3 екипи се во борба за пласман во следната фаза. Двојките се Бенфика, Наполи и Динамо Киев Бешикташ. На табелата Бенфика и Наполи имаат по 8 поени, додека Бешикташ има 7 бодови. И токму овие 3 екипи ќе се борат за место на првите 2 позиции кои водат во осмина финалето. Во останатите групи познати се сите патници во следниот круг. Двојките во групата А се ПСЖ Лудогорец и Базел Арсенал. Во групата С ќе играат Барселона Борусија Менхен-Гладбах и Манчестер Сити Селтик, додека во групата Д ќе се сретнат Бајерн Минхен Атлетико Мадрид и ПС Вајтховен Ростов. Сите надпревари започнуваат во 20 часот и 45 минути.